Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска ве водиме во градот на конзулите, ве водиме во градот кој што се наоѓа веднаш под планината Пелистар и градот за кој што викаат дека ги има најубавите чупина, а тоа е Битола. Денеска ќе бидеме гости во непосредна близина на градот Битола и ќе имаме можност да го посетиме археолошкиот локалитет Хераклеја, кој дефинитивно е еден од најубавите во Македонија. А што ќе видиме и што ќе научиме тука, ќе откриете за неколку минути. Останете со нас. Почитувани гледачи, како што кажав во најавата, денеска сме специјални и ексклузивни гости во градот на конзулите, градот под планината Пелистар, еден од најубавите градови во Македонија, а тоа е градот Битола. Веднаш каде мене се наоѓа Виктор Бушиновски и со Виктор ќе имаме специјална и можност и чест да дојдеме на едно специјално место, како што кажав, денеска сме гости во Хераклеја. Виктор, вие работите овде, така? Да. Колку години сте дел од оваа приказана речена Хераклеја? 12 на години сум тука. 12 на години ги поминавте овде. Убаво, интересно ли е да се работи овде? Секогаш задоволство со античката култура на Македонија да се работи. Ете, сега претпоставам нашите гледачи, а и нивните родители ќе ги интересира дали Македонија има богато културно наследство. Се разбира дека има, тоа секој го знае, малку да причепрка по историјата, ќе види дека Македонија припаѓа на неколкуте големи цивилизации на светот во антиката. Заедно со античка Грција, со антички Рим, со Египет, со Месопотамија, значи рамо до рамо стои пред тие цивилизации. Кај да кажеме сега што поточно представува Хераклеја? Хераклеја представува едно мало делче сега, значи како што е локалитетот, го представува само дел од античкиот град кој што тука постоел, иначе градот го имал името Хераклеја од самиот почеток, основан бил во време на владењето на Филип II, таткот на Александар Македонски, и имал долга историја, долговековна историја, се до крајот на антиката со сигурност, меѓутоа денешните истражувања потврдуваат дека нешто се случувало исто така сериозно и во средниот век со ова место. Така да навистина е богата историјата на ова место. Денеска велам само едно сосема мало делче, околу 15% од вкупната претпоставена површина е откриена. Така да имаме уште многу да истражуваме во иднина за овој археолошки локалитет. Така, велите антички македонци. Се знае ли нешто повеќе за нив? Какви биле тие антички македонци? За античките македонци се знае, нормално, постоеле. И историските извори се занимаваат со нив, меѓутоа за жал не толку многу, за жал можеби и историските настани кои што предизвикале губење на информациите, посебно палењето на Александриската библиотека, освојувањето на Македонија од страна на Рим и така натаму, придонеле да се навистина ретки автохтоните извори за тие антички македонци, значи автохтоните дела, пишувани од тогашните автори. Инаку, често пати, античките грци, римјаните исто така пишувале за античка Македонија, особено заради, се знае, заради што? Заради големиот Александар, кој што бил ненадминат од ниеден друг војсководец, император, и сите имале сон да ги досегнат неговите успеси. Като е неверојатно колку кратко живеел, само 32 години, така ли? Да. На 33-та почне да озволи. А колку многу има освоено, значи неверојатна е неговата приказна. Освоено туку иде делата приказна, значи не се само освојувањето, неговиот светоглед, неговиот неверојатен карактер и шарм како човек, значи. И се разбира, никогаш не бил победен во битка и останал во историјата да се памети со старогрчкиот збор аникетос, што значи непобеден. И тоа е единствениот, да. Неговиот гроб до ден денес не е најден, така? Неговиот гроб е мистерија, се уште. Инаку се знае негде до времето на владењето на еден рано христијански, сега мислам колку е тоа за децата, интересно, не знам, меѓутоа интересен е податокот, значи еден рано христијански император забранил, односно наредил да престане посетувањето на неговиот гроб, иначе неговиот гроб се знае дека бил во Александрија. Тој бил според традициите на античкиот свет, значи сознанијата кои што ги црпиме од тие информации од античките дела, дека неговиот гроб бил во Александрија. И до 380-та негде отприлика ви кажувам сега, значи луѓето оделе на поклонение на неговиот гроб, меѓутоа бидејќи се до тоа се коси со христијанството, односно се смета за идолопоклонство, за паганизам и така натаму, значи тој христијански император Теодосиј I велики
наредил да се затвори неговиот гроб, да се запечати едноставно и од тогаш се губат податоците за тоа што станува понатаму со тоа место. Некои искреирале легенди дека неговиот тело е пренесено на друго место и така денес се уште мистерија тоа прашање. Какви убави работи може денеска да научиме почитувани гледачи во ова издание на емисијата Супер звезда. Јас предлагам тука да направиме на кратка пауза, а за неколку минути се враќаме повторно во разговор со Виктор кој што е домаќин во ова наше денешно издание на оваа емисија која имаме специјална чест и можност да ја снимиме на ниедно друго место, туку токму овде на Хераклеја. Правиме пауза. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Виктор Бушиновски кој работи како водич овдека на локалитетот Хераклеја. Виктор, ајде да продолжиме сега да ги едуцираме нашите дечиња, нивните родители, какви све убави интересни работи може да се видат и научат овдека на Хераклеја. Ајде сега продолжиме да кажеме, значи кога првпат е населено ова место? Местото е населено одамна. Се знае дека уште пред сигурно 3000 години отприлика, значи започнува животот во овој крај, односно тоа е касно бронзено време, досно бронзено време или почеток на железно време, околу 12 век пред нашата ера. Тоа со други зборови кажано. Меѓутоа се работи само за една населба, која што не била на ниво на градска населба, постои значи живот, тоа е докажано со истражувањата кои што се одвиваат на начин да се истражува еден мал сосема дел од тлото, например 3 на 3 метри, 5 на 5 метри и се оди во длабочина. Значи се копа се додека се среќаваат некакви остатоци натре во тоа место, значи во тој простор. И тоа е показател на така наречената археолошка стратиграфија. Што значи тоа? Тоа значи стратос, значи слој, односно слоевитоста на самото место. И со такви истражувања, одење во длабочина, се покажало дека има 7 слоеви кои што припаѓаат на градот Хераклеја, меѓутоа уште 3 други слоеви кои што се постари, кои припаѓаат на таа населба која што тука постоела пред создавањето на самиот град Хераклеја во времето, како што рековме, на големиот војсководец и водач на македонската држава кралство Филип, таткот на Александар. Денеска можеме да видиме вака само остатоци и рушевини од тоа време. Како во тоа време изгледал градот? Може ли вака малку да го оживееме во очите на нашите гледачи? Би било интересно во наредните воиднина, во наредните периоди да се зафатат и стручни лица кои што работаат со некои електронски форми, со компјутерска технологија и така натаму, да направат можеби некои тродимензионални реконструкции на оваа населба. Такви обиди има. Значи може да се најдат веќе на интернет, на YouTube. Има, ми се чини дека има тродимензионална представа на театарот во Хераклеја, многу повеќе во стоби, значи од стоби, односно се реконструирани такви некои структури. Инаку, како точно изгледа населбата, ние не можеме да бидеме сигурни. Она што е остаток сега, кој што е видлив, е всушност одлука на археолозите. Значи, она што сега останало да се гледа тука, односно што е оставено да се гледа, е одлука на самите археолози. Тоа не значи дека овие згради постоеле вака како што сега ги гледате. Например, кога постоела оваа црква, паралелно со црквата не постоел театарот. Театарот веќе бил покриен со други градби од тоа време. Значи е малку по комплексно и по комплицирано да се објасни ако ја немаме таа, како што рече ти, интересна визуализација, реконструкција направена со помош сега, например, најлесно е со помош на такви 3D техники, да, компјутерски техники. Тогаш многу појасно ќе ни стане, иначе сега можеме да уживаме во еден друг аспект на археолошки локалитет, пред се во бидикот кој што ни се пружа во околината, значи да сме да се соживееме со тие луѓе кои што во тоа време ги гледале убавите простори на Македонија на ист начин како што ние сега ги гледаме овие визури. Се разбира, тогаш биле зградите целосни, изградени, нормално дека визурите не се потполно исти, меѓутоа ете интересен е например погледот, на крајот се надевам дека ќе имате време и тоа да го снимите, погледот од врвот на театарот. Мене ми се чини е најубавата точка во Хераклеја за да се ужива во просторот околу нас. А она што е пак дело на човечка рака тука, не на Божјата благодат,
Тоа се мозаиците. Значи многу мозаици има во Хераклеа и претежно всушност причината зошто туристите доаѓаат да ја посетат Хераклеа денеска е точно мозаичната уметност. Тоа е значи уметност на украсување на подови. Оригиналната уметност започнала како идеја за украсување на подови, а подоцна се развила таа техника до ниво да почне да се украсуваат и ѕидови, меѓутоа тоа е приказна која што следи многу подоцна. Иначе она што е интересно, што малку луѓе го знаат, е тоа дека всушност Македонија можеме дури и да ја сметаме за земја во која што се зародила таа идеја за создавање на мозаична уметност. Иако најстарите мозаици всушност се најдени во еден малоазиски простор, тоа е денешна Турција, Анатолија. Интересно е тоа што таму постоело едно кралство наречено Фригија, а најинтересниот дел е тоа што тие фриги, тие луѓе кои што живееле во тоа кралство, всушност по потекло биле од Македонија, се преселиле по многу векови, односно околу 3-4 века пред појавата, да речеме, на Филип и на Александар, може и повеќе од 3-4 века. И таму основале свое кралство, меѓутоа она што е интересно е тоа што точно таму се најдени првите мозаици во европскиот, да речем, дел на тогашниот културен свет, иако тоа не припаѓа буквално на Европа, сепак го сметаме за дел од европскиот културен простор на антиката, бидејќи тој народ припаѓа на европски по своето потекло, значи тие фриги, а овде пак останале еден дел од нив, наречени бриги, наместо фриги, и тие се всушност дел од основата на античките македонци. Значи не случајна е можеби појавата на мозаичната уметност во Македонија, е поврзано со таа оригинална идеја на самиот народ, значи автентична идеја на овој народ кој што тука живеел, палео-балкански народ, за украсувањето за еден таков вид на декорација. И кога зборуваме пак за овој тип на мозаична уметност, кој што навистина станува вистинска уметност, а не само украсување, не само декорација, не само да речем шари, украсни шари, туку се развива на степен на ликовна уметност, тогаш навистина Македонија е лулката на таа уметност во Европа. Прекрасно. Сакам да ве прашам сега дали освен оваа мозаична уметност која практикувале жителите на Хераклеа, има и некои други така работи со кои што се бавеле, некои други уметности, ракотворби и слично, се знае ли нешто за нивниот живот? Вака, сега за жал она што вообичаено излегува на виделина во однос на овие археолошки наоди, кога се работи за археолошки локалитети кои што биле населби, градови, е тоа да некогаш и нема некоја голема среќа да се најдат предмети за обична употреба или поскапоцени предмети, за да се долови, да речам, степенот на развој на уметноста. Меѓутоа, многу корисни се наодите во гробовите, особено во гробовите на побогатите, поимошните жители на античка Македонија, те зборуваме за античка Македонија. И овде во овој простор на Македонија најдени се такви исто така гробови. Најинтересен и еден од најсвежите наоди е тој во Охрид, една гробница на македонска аристократска фамилија, каде што се најдени златни предмети, нараквици, белегзи и така натаму. Меѓутоа, за среќа, пак релативна, да речам, среќа, можеби не за нас кои што сме дел од Република Македонија, меѓутоа античка Македонија, која што е многу поширок регион уствари, крие во себе многу големо богатство и еден дел од тоа богатство веќе е најден, меѓутоа во тој дел што им припаѓа на Грција. И јас исто така би им препорачал на сите наши жители на Македонија, со цел да се запознаат со убавината на тоа античко културно наследство, да посетат некои археолошки локалитети во тој дел на Македонија, значи во грчкиот дел на Македонија, посебно Солун е интересен, бидејќи таму благодарение на откритијата на гробовите на Филип и на некои други аристократи и владетели, тие имаат навистина богата колекција на сето тоа што е направено од македонците. Има еден мал детаљ во една историја од еден антички автор, римски, Тит Ливий се вика тој автор, кој што зборува за моментот кога Македонија освоена од римјаните. Значи тоа се случува околу 170 години, отприлика после смртта на Александар, да речеме, отприлика така да кажеме се. Значи 323 Александар починал,
во 168 година Македонија е освоена од римјаните, околу 160 години, се чини така негде прилика доаѓа тоа. И Тит Ливи всушност живее околу 100 години подоцна. Значи тој припаѓа на генерации кои што не биле речем сведоци на тоа освојување, меѓутоа ги запамтиле тие освојувања пред се заради една многу интересна да речем ситуација, а тоа е што римјаните благодарение на македонското богатство кое што го ограбиле со освојувањето не морале да плаќаат данок како град Рим после тоа освојување, не знам колку децени после тоа. И тој напоменува еден ситен, но многу интересен момент за време кога римскиот генерал Паул, кој што е освоил Македонија, откако ја ограбил, го однел сето тоа богатство во Рим и го прикажувал во 3-дневна процесија, значи 3 дена одел низ улиците на Рим и го прикажувал сето тоа богатство заедно со заробените војници, со кралот, исто така Персија кој што бил заробен, тој последниот македонски крал. И тука Тит Ливи напоменува, вели, сите тие луѓе кои што излегоа на улиците да го проследат да ја проследат оваа процесија, не беа толку многу воодушевени од силината на војската, не беа ни зачудени од бројот на војници, од моќта на оружјето, колку што беа, вика, тој скаменети од убавината на предметите изработени од македонците. Така, со такви епитети тој зборува за античката уметност на Македонија, од која што за жал денеска имаме ние овде во Хераклеа само еден видлив аспект, тоа е музичната уметност. Инаку ви велам, препорачувам да се оди исто така и во археолошкиот музеј во Скопје, бидејќи исто така археолошкиот музеј во Скопје е денес еден од најбогатите со артефакти. Меѓутоа, еве, во однос на таа автентична македонска култура, Солун се уште е во предност во однос на бројот на наодите кои што се најдени. Ви благодарам, фала многу за овој прекрасен одговор. Се надевам дека нашите дечиња можеа да научат убави и интересни работи, какви што не можат да научат на училиште. Ајде сега да видиме. Би им препорачал на нашите млади и посебно на одговорните за нивно воспитување, значи на образовниот систем, да размислат за почеста посета на и овој археолошки локалитети и на сите други локалитети во Македонија. Од било која возраст да дојдат, тие можат да научат некој аспект на историјата и на вредностите на нашата култура. И да се деца од прво деление, и да се деца од трето деление и така натаму, сите тие помалку се запознаваат со некои аспекти на таа култура, а особено би им препорачал да не превидуваат особено генерациите после 6-то деление. Значи од 6-то деление посебно до 9-то се тие кои што треба да се редовни посетители на локалитети, бидејќи токму тогаш се запознаваат со историјата на Македонија, на античка Македонија, со целата античка историја всушност, и тие на најдобар начин можат да ги прецепираат и да ги восприемат работите околу ова културно наследство. И нормално тоа да го пренесат на наредните генерации како една самосвест за вредностите што Македонија ги има како културен простор. Ви благодарам, Виктор. А сега, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, се враќаме во програма за неколку минути. А сега, почитувани гледачи, се враќаме повторно во разговор со Виктор Бушиновски. Виктор, сакам да те прашам, вие работите како водич, ми кажавте овде веќе 12 години, така ли беше? 12-та сезона ми е. Убаво ли е да се работи на ваков локалитет? Нема ништо поубаво. Сега го надоградувам моите сознанија ги надоградувам за античката историја многу повеќе, има можност за тоа. Едноставно е прекрасно се работи и со овој дел на историјата, можеби најзначајниот дел на македонската историја, а и со луѓе кои што доаѓаат од цел свет, значи од сите краеви на планетата. Доаѓаат да го поседат овој локалитет, запознаени се со вредностите и убавините, посебно со уникатноста на музичната уметност. И едноставно е прекрасно да се комуницира со луѓе кои што се навистина заинтересирани и се надевам дека после посетата заминуваат облагородени од тука. Така, јас за тоа и сакав токму да ве прашам, освен од Македонија, од кои се други земји вака најчесто, од каде ни доаѓаат гости? Многу зависи од аранжманите кои што туристичките агенции ги организираат нормално. Меѓутоа, генерално гледано од цел свет, буквално од цел свет доаѓаат, има и од Европа, доаѓаат и од Јапонија, од Кина,
од другата страна на Атлантикот, односно од Америка, од Јужна Америка, Северна Америка. Што е тоа овде што им остава најголем впечаток? Реков, значи музичната уметност пред се, природата е многу ја сакаат на Македонија, значи најмногу се воодушевени, јас мислам секогаш од пейзажите на Македонија, во комбинација со овие прекрасни остатоци од антиката се прав погодок за развој на туризмот. Тоа е една современа гранка која што едноставно црпи своја промоција, да речам, претежно од тие две работи во Македонија. Убавината на природата, дарена од Бога, и убавината на културното наследство, кое што е дел како благородност ги оставил македонскиот народ и генерациите кои што живееле низ вековите во Македонија. Не само античкото наследство од античка Македонија, односно тој период, туку и средновековните цркви и манастири во Македонија, градовите во Македонија, турскиот период, сето тоа има еден и дава посебен шарм на Македонија како земја. Доаѓаат ли организирани групи на дечиња од широм нашата земја? Да, секако доаѓаат. По колку часа се задржуваат овде? Па вообичаено имаат еден школски час, најчесто тоа е. Уживаат исто во природата, трчаат, пипкаат, допираат се. Да, зависи од децата, има навистина ми изненадува понекогаш колку има заинтересирани деца, мислам и прашуваат така доста луцидни прашања. И тоа е еден многу интересен аспект на работата, работењето и со помладите генерации тука. Сакаме да се навратиме повторно на Хераклеја како град. Кажавме црква, кажавме антички театар. Што друго имало во кругот на градот? Значи, ова што сега го гледаме тука представува едно мало делче, претежно е центарот на градот откриен и зависно од времињата различно функционира, односно имал различни функции. Во време кога функционирал театарот, например, тука не постојала ова црква, имало друга постара зграда, таа се наоѓа доздола тука. Нејзините остатоци се видливи делумно. И тоа било трговскиот центар на градот, всушност, затворен пазар. Значи, сега децата што се малку повозрастни, постари генерации, веќе се запознаваат со историјата, знаат дека во турско време имало низ Македонија чарши, безистени, бањи, многу аспекти на тој начин на живење, всушност турците го учеле од претходните култури кои што тие ги сретнале тука, вклучувајќи ги и тој безистен кој што го има и во Скопје, и во Штип, и во Битола, покриен пазар всушност, и бањите кои што тие ги нарекувале амами, а старите народи терми, значи ги има и тука, и во Хераклеја, значи има и терма. Велам, значи тој пазар подосна бил претворен во црква најверојатно во времето на еден голем владетел римски, значи Константин, тој е првиот христијански владетел, а подосна била рушена, така да ова што сега го гледаме е една нова црква. Тука, значи, основната функција во овој период христијански, кога веќе христијанството станало главна религија во римското општество и подосна во византиското општество, значи, овие делови на градовите, централните, биле претварани најчесто во црковни центри, односно во места каде што се граделе цркви, палати каде што живееле владиците на градот. Таков и случај имаме и со Охрид. Ете, може да направат нашите генерации помлади споредба кога го посетуваат Охрид. Оној дел што сега се нарекува Плаошник, всушност бил агората или форумот на градот, исто пазаришниот дом на градот во антиката, подосна станал црковен центар, за на крајот исто се надоврзе на таа функција и големиот наш просветител и светител Климент Охридски, кој што ја продолжи таа традиција таму да го смести еден од главните црковни простори на градот. Значи, тоа е функцијата на Хераклеја во тоа рано византиско време. Колку била голема Хераклеја? Дали ова се што било или се... Значи се претпоставува дека околу 40 хектари е вкупната површина заедно со предградијата, да. Тоа што ние сега го немаме, тоа е големото предградие пред се, значи на градот, во околината на целиот овој локалитет, во еден полукруг околу овој, да речем, локалитет, кон падините, на падините постоел и Акропол, значи тоа е тврдина. Денеска всушност сите градови во Македонија ги препознаваме дека се наследници на старите антички градови, баш токму по тие тврдини кои што се украс на скоро сите македонски градови, почнувајќи од Скопје со Калето, па во Штип со Исарот, во Струмица со Цареви кули, во Прилеп со Маркови кули, во Охрид со Самуилови тврдини, значи само ни фали тврдината во
Битола. Причина за тоа можеби е најверојатно е разрушувањето од страна на турците со нивното освојување, меѓутоа тоа е друга приказна за која што можеби друг пат ќе зборуваме Од друга емисија. во друга емисија. Иначе да довршам, ни фали еден огромен простор на предградието каде што значи при истражувањата на тој простор ние би се запознали многу повеќе со секојдневното живење на граѓаните. Тука е повеќе јавниот живот на граѓаните, тој заеднички живот застапен. Со што се занимавале, со што се бавеле, имале ли посеви, саделе ли нешто, жито, пченка или Значи, треба да рачунаме дека како и денеска и тогаш имало една администрација доста бројна, која што работела во институциите и на Македонија и потоа и на римската држава, тие значи антички македонци кои што припаѓале на високо образованите класи, после освојувањето на римјаните, останале да работат повторно во тие институции, значи тие не исчезнале, ги има како луѓе инволвирани во институциите. Од почеток биле со статус на робови, меѓутоа подоцна стекнувале слобода. Така да еден дел од граѓаните сигурно се занимавале со такви дејности, значи со услужни да ги наречам или јавни дејности од јавен карактер. Биле професори, биле администратори од различен тип и така натаму, работеле во институциите кои што постоеле во тоа време, собрание имало, училиште имало, многу други институции, да речам, кои што денеска ги има всушност својот зачеток го имаат во тоа време. Еден дел се разбира, тие посебно кои што живееле во околината, тие предградија всушност треба да ги рачунаме како еден вид на населби кои што органски припаѓаат на градот, меѓутоа не мора да значи дека се цврсто врзани за градот како градска населба. Значи тие се занимаваат, дури би можеле сега да претпоставиме според нивните имиња, бидејќи ги имаме имињата на населбите, тие се запишани во театарот како резервации на седишта, значи постоеле 4 квартови градски во тоа време, значи пред христијанскиот период тоа зборувам. Тоа се квартот на Асклепи, квартот на Артемида, квартот на Диониси и квартот на Херакли. Значи квартот на Херакли е централниот, додека квартот на Диониси е веројатно некаде во тој правец кон планините каде што има погодни можности за развој на лозија, како да речам, винова лоза. Винова лоза, илување на винова лоза. Значи таа идеја поврзана е со идејата на Дионис, значи веројатно тие биле поврзани со таков вид на производство. Смета дека Хераклеа била еден вид на собирен центар за рудата која што се експлоатирала во околината на овој град, значи тоа е еден поширок простор и од тука всушност се развила и таа трговија со руда, можеби и некои други занаети се развивале, ние не сме сигурни, дека имало и други занаети, како на пример занимавање со изработка на керамички предмети, исто така е потврдено преку калапи кои што се пронајдени за изработка на фигурини од керамика и така натаму. Така да различни се дејностите и сега нормално согласно условите и околностите во кои што тие луѓе живееле, кои што се многу поразлични од денешно време, треба да размислуваме за тоа со кои се професии и дејности би можели да се занимаваат. За крај може да заклучиме дека Хераклеа бил еден голем, сложен, комплициран, добро организиран град. Се развива. Значи од самите негови почетоци воопшто, значи македонската цивилизација на вистина ги има сите овие епитети што ти ги спомна и затоа едноставно римјаните беа воодушевени кога дојде на некој начин и не ни веруваа дека успеа да покорат една таква цивилизација како што е Македонија. И затоа им дадоа од почеток и автономија на македонците при нивното освојување, меѓутоа подоцната автономија укината, зошто? Затоа што беа непокорни, се покажа македонците како бунтовни, неколку пати востанија подигнува против римјаните. Во секој случај, значи како и сите останати македонски градови, е доказ за тоа, мислам, има не само во Македонија, туку и целиот простор каде што Александар освојувал и каде што градил градови, дека навистина тие сите остатоци на таа цивилизација зборуваат за една комплексна и високо развиена цивилизација. Така и Македонија сама. Денес научивме дека и таа бунтовност не напушта до ден денеска, така да дефинитивно покажува дека корените се тие. Да, таа е доказ на опстојувањето на непокорноста и опстојувањето на македонската идеја.
Јас ви благодарам, Виктор, за ова прекрасно интервју. Вие сте прекрасен соговорник со вас. Можеме уште многу емисии да направам. Беше мило и мене. И јас сакам за крај вака да ќе се видиме повторно дали имаат за крај нешто што би им порачале нашите најмлади гледачи, дечињата кои што ве гледаат во момент. Јас им препорачувам да доаѓаат во што поголем број, дали организирано, некојаш со своите родители, која ќе бидат малку постари сами може да дојдат, значи тоа е цената е доста пристапна за сега е значи само 20 денари по дете за ученици, значи таа е цената. Покрај Хераклеа, нормално, јас би препорачал да се искачите до Пелистер, мислам тоа е неминовно, и нормално да прошетаат малку низ најубавата улица во Македонија. Широк как ви благодарам. Уште еднаш за крај морам да кажам дека сум полн со позитивна енергија од ова наше денешно дружење и од мојата посета на Хераклеа. Виктор, ти благодарам и драго ми е што те запознав. Биди жив и здрав. А сега за крај сакам да се одјавам, да ги поздравам нашите гледачи, да им заблагодарам за тоа што беа дел од ова наше денешно прекрасно и уникатно дружење. Поздрав уште еднаш од градот на конзулите. Поздрав од градот под Пелистер. Бидете ни живи, здрави, почитувани гледачи. Се гледаме за 7 дена од денеска, а до тогаш бидете живи, здрави, весели, сакајте ги мама, тато и дојдете во Битола. Чао, пријатно и до гледање. Чао.